Државата отвора речиси 1400 можности за нови вработувања. Надлежните ќе платат дел од трошокот, а компаниите ќе вработуваат нови луѓе. Преку јавниот повик од оперативниот план за вработување на фирми, тежок 5,4 милиони евра, се очекува работа да најдат младите и ранливите категории. Повикот е отворен до 24 јули, а грантот достигнува и до 250.000 денари за секој нов вработен. Работодавачот кој вработува невработено лице должен да го вработи лицето на неопределено време со полно работно време и да го задржи во работен однос најмалку 15 месеци, доколку вработил лице до 29 години. Лицата од овие ранливи категории кои ги спомнавме треба да ги задржи најмалку 12 месеци, а лица кои ги вработиле имат над 29 години треба да ги задржат најмалку 9 месеци. Од стопанските комори го потикнуваат бизнис секторот да се пријавува на јавниот повик. Оттаму велат дека оперативниот план ќе им помогне на компаниите полесно да обезбедат кадари да ги пополнат слободните работни места, а воедно ќе се намали и стапката на невработеност во државата. Стопанската комора на Северна Македонија со години наназад го следи потребата од кадар кој што е значаен за растот и развојот на компаниите и секогаш активно придонесува во самиот процес на обезбедување на тој кадар преку интервенирање и иницијативно за одредени мерки во оперативниот план. Со ова мерка невработеноста секако дека ќе се намали, но јас предлагам да имате посебни фондови за да овие што чекат за вработување во Заводот за вработување, значи треба на некој начин обуки за нив за да се прилагодат на потребите на стопанството. Од ССК ја поздравуваат оваа мерка. Оттаму сметаат дека мерката дури може да опфати и повеќе невработени, а секако тие да останат на своите работни места. Може би треба да се оди подлабоко, бројот на вработени да се зголеми кои што ќе бидат по компанија влезени во оваа оперативна мерка. И многу е важно, тоа ќе придонесе да компаниите повеќе луѓе вработат. Јас мислам дека ќе има голем интерес за оваа оперативна мерка. Градацијата е во ред. Во првите 2 дена од повикот имало речиси 630 пријави од компании за вработување на повеќе од 790 лица.